книгата Светлосни записи и Сликање со светлината се две книги издадени од Матица Македонска и се подблиску определени за моето ликовна посветеност во областа на фотографијата повеќе години. И во насловот на двете книги е зборот светлина од едноставна причина, затоа што светлината е основно и неопходно потребна за создавање на фотографијата. Овие две книги нема значај само за издаваштвото во Македонија, туку е многу значено за фотографската уметност во Македонија. Ние до сега имавме една работа која фотографијата и во издаваштвото, и во галериите, и во научното истражување беше запоставена и ние имаме кусок на литература. Тоа важи и за било која друга визуелна уметност, но во фотографијата таа има една специфичност нагласена, имено таа има двојна улога во фотографијата. Тоа е предмет на обликување и во исто време средство со кое се врши тоа обликување. Значи, со светлината, и затоа не случајно се вели дека фотографијата е сликање со светлина. А зошто е потребна литературата? Не е само да се искаже авторот, како автор, да имаме дела. Туку фотографијата е визуелното памтење на секој еден народ, на секој еден простор. А ако нема одглас во книжевната критика, во визуелната критика, во ликовната критика, ние остануваме во ситуација да немаме вредносни критериуми. Индивидуалниот критериум е индивидуален, а критериумот на еден критичар е нешто сосема друго. И во двете книги се поместени по околу 200 репродукции од моето фотографско творештво. Сите овие фотографии биле веќе изложувани на меѓународни салони под патронат на Светската фотографска федерација и на овој начин представува една синтеза од моите подблиски интересирање за фотографската уметност. Ние им честитам на издавачот и на авторот, што за прв пат се издадени книги на тема на фотографија по еден издавачки пристап. Преземен е комплетно оној издавачки пристап од понудена книга и фотографии, понудени текстови до нивна анализа, рецензија и издание и презентација. Затоа моите честитки и до едниот и до другиот учесник во оваа работа. Овие светлосни записи ги гледам како светлосни раскази, како раскази кои се достапни до упатените или до оние кои се заинтересирани за истите, без да го познаваат јазикот на кој говори авторот, затоа што тие се читаат на ист начин во светот. Овие фотографии кои се, иако тие губат од вистинскиот визуелен приказ или чувство кое се гледаат како поголеми формати во изложбени простори, сепак е значајни и во двете книги се обработени на тој начин што има еден кус наратив за секој од фотографиите кој ги упатува на интересни податоци околу создавањето, но тие се напишани на тој начин да не конкурираат на визуелниот запис. Јас сум долгогодишен пријател со професорот Гавровски. Колеги сме во областа на фотографијата. Со овие две книги фактички тој го заокружил своето визуелно доживување. Фотографијата е сепак импресија. А тоа што тој се уште се придржува до старата метода, буквално да преведува фотографијата како цртање со светло, покажува дека он е многу близко до ликовниот аспект во фотографијата.
оне ми е мене многу близок, бидејќи јас работам лайв фотографија. Лайв фотографијата му е интернационална, не е само од Македонија. Има прекрасни фотографии, да речеме, од Амстердам. Така да, со овие две книги, фактички, македонската публика добива не само книги на фотографија, не само увид дека во Македонија постои фотографска уметност, туку ова е и културен настан дека почнуваат и издавачките куќи да се интересираат за фотографија.